По 5 години како подстанар, Технолошко-техничкиот факултет во Велес доби нов простор. Новата академска година студентите ја започнаа во просториите на поранешниот хотел Вила Зора. Ним на располагање ќе им бидат целосно реновирани 4 предавални, 3 лаборатории, компјутерски центар и центар за далечинско управување на наставата. За преадаптација на објектот Министерството вложи 6 милиони денари. Настанува збор за една исклучителна инвестиција која што треба да обезбеди долгорочно квалитет во поглед на развојот на образовниот систем и на капацитетите на Универзитетот Свети Климент Охридски. Исклучително е значено тоа што станува збор за развој на една област која што е сериозно дефицитарна на пазарот на трудот и во оваа прилика би сакал да ја изразам мојата поддршка и да ги мотивирам студентите сега во новите услови просторни да во следните години продолжат да се запишуваат на овој факултет заради тоа што можам да кажам дека најголем дел од студентите кои што беа прва генерација на студии на овој факултет веќе се работно обезбедени, со што практично нивниот економски статус значително е подобрен. Над 400 студенти годинава ќе посетуваат настава во новите простории на двете студиски програми прехранбена технологија и биотехнологија и нутриционизам. Надлежните се задоволни од условите за одржување на наставата. Задоволни сме со тоа што се трудиме да ја држиме наставата според европскиот кредит трансфер систем и во сите мерки ги гледаме да правиме и соодветни соработки со институции, бидејќи прехранбена технологија без соработка со прехранбени индустрии ништо не би постигнале само со парно знаење. Ова е нешто навистина што дава можности големи за да факултетот се издигне на уште поголемо ниво. Достега Технолошко-техничкиот факултет беше сместен во импровизирани простории во поранешното основно училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот. Од него излегоа 36 дипломирани студенти, од кои половината веќе се работно ангажирани.